Наоѓаме во Демиркапија. Ова позади нас е карпата на која што денеска Македонската алпинистичка федерација го организира собирот како дел од својата годишна програма за 2017 година. Македонските алпинисти овдека се активни од 1970-тите години, а всушност овдека сме дел од аутдор фестивалот кој што се организира во Демиркапија. Основите кои што треба да ги совладаат луѓето за да почнат да се занимаваат со алпинизам се всушност пред се да се влюбени во природата и во планините, да имаат една чиста основна потреба да се дружат во нив, да уживаат. Алпинизмот доаѓа како еден чекор, како една алатка преку која што тие можат да почнат да ги истражуваат и некои по-тешки места за пристап и слично. Основно е човек да ги сака природата и планините. Алпинизмот има специфична опрема која што се користи во него, како на пример јажиња, карабинери, шлемови, тоа е некоја лична опрема која што се користи за безбедност и секако зависи во зависност од тоа во кој период од годината на кое место се практикува алпинизмот, бидејќи ако се качува на Карпа имаме дополнителни алатки за обезбедување, ако се качува на Мраз имаме дополнителни алатки. Најрана возраст кога може да се започне со алпинизам е индивидуално повторно, значи еве конкретно јас имам работено со дечиња кои што уште на 4 годишна возраст почнуваат да качуваат. Меѓутоа тоа секако е далеко од алпинизмот. Тоа е убав вовет детето да почне да практикува одредена активност, спорт во која што тој се развива психички и физички, бидејќи навистина алпинизмот е една специфична активност од тој аспект. Меѓутоа, конкретно со качување од многу рана возраст и потоа како што тоа дете расте, се вметнуваат и други делови во тренингот. Во Македонија имаме повеќе локации каде што освен насоки и вежбалишта каде што може да тренираат и поискусните алпинисти, има и делови во нив кои што се наменети за работа со почетници. Конкретно денеска сме во Демиркапија и тука качуваат исто почетници во одреден дел кој што е наменет за нив. Најчесто како федерација и клубови работиме на матка, таа си ја третираме како некој да речам на некој начин школски центар. Сите алпинисти во минатото почнувале тамо да качуваат, тамо да растат, така да и ден денес најчесто сите, дали се вежби со почетниците, дали се некои испити за одредени алпинички називи и слично, се одвиваат тамо. Меѓутоа, секако, каде и да се случуваат нашите активности во текот на годината според годишната програма, секаде имаме одреден дел каде што може да вежбаат и почетници. Алпинизмот од година во година примамува се повеќе влюбеници во планинските спортови. Конкретно, значи, како што расте бројот на клубови во одредени заедници, така расте и бројот на луѓе кои што се вклучуваат во нив и влегуваат во нивната клубска или пак наша федерацијска обука. Така што, еве, јас лично почнав да качувам во 98 година, кога во период кога можевме да се изброиме со прстите на двете раце, да кажам, како луѓе кои што активно качуваа. Меѓутоа денеска, еве, на Демиркапија конкретно гледам луѓе кои што не сум ги видел качуваат, се дружиме наистина голема бројка на луѓе од година за година. И тоа е, мислам, карактеристично не само за алпинизмот, карактеристично за сите спортови во природа и тоа луѓето го приметуваат. Дали се работи за велосипедизам, дали се работи за планинарење, дали се работи за скијање, навистина од година за година се повеќе нови влюбеници во планинските спортови.